Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате. МОН повторно најавува изедначување на стипендиите за сите ученици и студенти. Младите лекари се заминуваат од државата оти нема системско решение кое ќе ги задржи овде. Продолжен рокот за аплицирање на конкурсот за изработка на најдобро видео за проблемите во образованието. Здраво на сите! Добре дојдовте во 79-та епизода на Шорткат. Јас сум Лина и денеска ќе ве запознавам со најважните вести од минатата недела. Почнуваме веднаш, следете на. Емисијата започнуваме со информацијата што ја сподели Министерството за образование и наука минатата недела за средношколците и студентите, а тоа е дека и старите корисници со активни договори за стипендии ќе добиваат идентичен зголемен месечен надоместок како и новите корисници. Исплатата ќе се реализира и ретроактивно, односно ќе следи надомест на разликата од изминатата учебна и академска година, како и за месеците од оваа учебна година за корисниците со активни договори. За таа цел билата од МОН ќе се подготват спогодби каде ќе биде регулиран начинот на ретроактивна исплата на стипендиите. Од Министерството додаваат дека за учениците и студентите чии договори се завршени, односно веќе го завршиле средното образование или дипломирале и правото на стипендија веќе го искористиле, дополнително ќе се утврдува правен основ за исплаќање на разликата. Продолжуваме со една добра вест. Министерството за животна средина и просторно планирање најдоцна за 2 месеца ќе го распише тендерот за избор на компанија што ќе ја огради и покрие депонијата со арсен и други отпадни минерални суровини во кругот на некогашниот рудник Лојане. Најавените средства од 14 милиони денари за оваа намена се обезбедени од буџетот на Министерството. Од друга страна, од Министерството за економија информираат дека постапката за повторно доделување на концесијата за експлоатација на техногената минерална суровина од Лојане е во тек. За подсетување, илјадници жители од селата Лојане, Ваксинце и Табановце со децени наназад се трујат со арсен и други отпадни минерални суровини од поранешниот рудник Лојане. МТМК и портал ПМК пишуваат дека на двете локации во Лојане и Табановце има огромна опасност како за луѓето и допитокот кои непречено се движат на локациите, така и за производството на храна, бидејќи на околните ниви се одгледуваат разни земјоделски култури. На само 100 метри од депонијата со арсен во рудникот Лојане лоцирано е основното училиште Релиндија. Главниот прилог оваа недела го посветуваме на младите лекари. Со доктор Божидар Кочовски, председател на Асоциацијата за специјализанти и млади лекари, зборуваме за тоа зошто ни се случува одлив на медицински кадар и зошто младите лекари иднината ја гледаат надвор од границите на земјава. Трендот на затворање ординации, недостигот на медицински кадар во градовите и руралните места во земјава се само некои од последиците кои укажуваат на тоа дека нештата во овој ресор е неопходно да се менуваат. Отсуството на системско решение, несоодветен едукативен процес и трансфер на знаења, несоодветни услови за работа, неповолна инфраструктура за отворање нови ординации, посебно во селата, се само некои од причините кои ги тераат младите лекари да заминуваат во западноевропските земји, каде што продолжуваат со својата професија. Тоа што не постои стратегија која ќе ги третира прашањата поврзани со работата на младите лекари и специјализанти е главниот проблем поради кој тие размислуваат да се заминат од државата. Младиот лекар после завршување на 6 годишен факултет е оставен без основни екзистенцијални примања и е зависен од фамилиарните примања, така да секако дека платата игра огромна улога во однос на одлуката за останување или не. Меѓутоа, тоа што се зголемиле платите, да, позитивно делува и тие се позитивни чекори. Ние се боревме и за определени други работи кои што се успеа да се реализираат. Успеа да се плати работата на приватните специјализанти. Меѓутоа, се уште тоа не е системско, законско или подзаконско решение кое што ќе овозможи непречено без да има дополнителни проблеми. Лекарите и специјалистите се уште имаат проблем со дежурствата, со заканите кои ги добиваат, со одвоен живот, посебно оние кои доаѓаат од внатрешноста за да специјализираат во Скопје.
Кочовски вели дека се труди преку асоциацијата да ги подобри условите на младите лекари. Цело време преговараме и се трудиме да бидеме слушнати, да понудиме соодветни решенија кои што смитаме дека ќе придонесат за подобрување на статусот. Во владината програма има ветување дека ќе им се дадат субвенции на оние кои сакаат да отворат ординација во рурална средина, како и дека ќе им биде доделен грант на оние специјализанти кои си го немаат решено стамбеното прашање. Кочовски вели дека овие ветувања не се исполнети. Доколку видиме реалната бројка на терен, кога ќе видиме колку се затворени ординации, колку се уште не достигаат и се уште ќе не достигаат лекари, ќе сватиме дека тоа се само нешто кое што фигурира на хартија, меѓутоа во праксата многу послабо. Повторно ќе кажам, тоа се пак половични решенија кои што не директно го тангираат. Во асоциацијата се настав дека неопходно е да се насочуваат младите лекари да станат матични лекари. Според нив, треба да се упрости бирократската процедура во однос на отворање нова ординација. Во исто време, потребни си многу пари додека ординацијата се стабилизира и започне процесот на давање здравствени услуги. Според некои последни статистики на Македонското лекарско друштво, во период од 10 години од земјава си заминале 2000 лекари. Сепак во Македонија се уште имаме амбициозни и успешни млади. Десетина млади лица од југозападниот и пелагонискиот регион учествува на 3-дневната обука за борба против дезинформации и проверка на факти која се одржа во Струга минатата недела. Оваа обука во организација на фондацијата Метаморфозис заедно со Меѓународниот центар за новинари вклучуваше комбинација на теорија и практична работа и потоа беа споделени примери за лажни објави во Северна Македонија и во Соединетите Американски држави. Обучувачи беа тројца новинари, главниот уредник на Вистиномер Владимир Петрески, уредничката во МТМК Мери Јордановска и Џон Гринберг од Американскиот сервис за проверка на факти PolitiFact. На сите учесници им беа доделени сертификати за успешно завршување на обуката, а најдобрите учесници на 4 обуки ќе добијат можност да бидат практиканти во еден од 3 медиуми кои ги издава фондацијата Метаморфозис, МТМК, Портал ПМК и Вистиномер МК. На крајот, двајца од нив ќе одат на еднонеделна студиска посета на САД во организација на ICFJ. За сите тие кои не беа во можност да учествуваат, ви информираме дека фондацијата Метаморфозис ќе организира уште 2 обуки во јуни за младите од југоисточен, Вардарски, североисточен и источен регион. Следната среда на 5 април во јавна соба во Скопје ќе се одржи дебатата за млади, мрачната страна на социјалните медиуми, коегзистирање со доброто и злото во организација на фондацијата Метаморфозис. Говорници на настанот ќе бидат познатата креаторка на содржини и активистка од Црнагора Андријана Вешовик, зомбијана, психологот Бојана Стоменовик, основач на советувалиштето Мој психолог и комуникологот и специјалист за социјални медиуми Бојан Кордалов. Главна тема на настанот ќе бидат социјалните мрежи со фокус на нивната темна страна и негативните ефекти што ги имаат врз корисниците на интернет, друштвена изолација, сајбер насилство, нарушено ментално здравје или пак тестирање на штетни трендови. Настанот е од отворен тип и ќе започне во 18 часот, а сите заинтересирани лица може да се пријават бесплатно за присуство на дебатата за млади. На крај ве потсетуваме дека се уште отворен ЦТРЛЗ предизвикот за младите, образованието во фокус, крени глас за проблемите на час, конкурс за најдобро видео на тема образование. Право на учество на конкурсот има сите млади на возраст од 14 до 29 години. Учесниците на конкурсот треба да создадат кратко видео на тема образование во кое ќе представат одреден проблем од основното, средното или високото образование. Победничките видеа ќе бидат објавени на каналите на фондацијата Метаморфозис. За победниците на конкурсот се обезбедени награди: прво место ваучер за IT опрема во вредност од 15.000 денари, второ место ваучер за IT опрема во вредност од 6.000 денари, трето место ваучер за IT опрема во вредност од 3.000 денари. Видео конкурсот е отворен до 5 април, а победниците ќе бидат прогласени најдоцна во втората седмица од април. Тоа беше се во вечерашното издание на Shortcut. Пишете ни на Instagram и TikTok за било каква сугестија или предлог и не заборавајте до следниот четврток да ја читате рубриката ЦТРЛЗ на МТМК. Се гледаме следната недела во истото време. Чао!
Музика